Почитувани мои, добар ден. Ова е новото издание на Црвена линија. Им се допаднала локацијата во старата Скопска чаршија и одлучиле да си ја присвојат. Објектот на локацијата, кој бил културно наследство и заштитен со закон, со механизација, среде бел ден, го рушат со месеци за да отворат простор за свој бизнис. Со Универзалната декларација на Обединетите нации, нашето културно наследство е утврдено како темелна вредност на државата и во член 56 од Уставот на Република Македонија се пропишува дека предметите и објектите од особено културно-историско значење, определени со закон, се добра од општ интерес за Републиката и уживаат посебна заштита. Во Законот за заштита на културното наследство се забранува оштетување, уништување, присвојување, прикривање, затајување, узурпација, отуѓување, извоз, репресија и користење на културното наследство за воени цели и се смета за тешко кривично дело. Домашни институции за заштита на културното наследство се Сектор за заштита на културно наследство при Министерството за култура, Управата за заштита на културно наследство и Национална установа, Републички завод за заштита на спомениците на културата. Една година ниту една институција не реагирала на уривањето на културното наследство хотелот Шаран, заштитен со закон. Ние денес ве прашуваме каде потфрлеа институциите. Дали воопшто ни е грижа за културното наследство? Има ли начин да се надополни штетата? И секако тука ќе ве потсетам, задолжително се разбира да не заследите, ако не следите и на социјалните медиуми, како што е нашиот профил на Facebook Црвена линија. Меѓу другото, ќе ве потсетам секако да не заследите и на Twitter, како и профилот на Телма телевизија на Facebook, каде што редовно ги објавуваме темите за кои што зборуваме со вас. Но секако настојувам секогаш најмногу да не заследите на Инстаграм. Зошто го велам тоа? Со оглед на тоа што ќе станете дел од големиот број инстаграмџи кои што редовно земаат учество во нашите анкети. Денешната анкета на Инстаграм стори изгледа вака, а гласи вака. Знаеме ли да го цениме културното наследство? Имате инстаграмџи две опции за одговор, да кликнете на вашата. Едната е да, другата е не. Како и да, ќе ни биде особено драго, како и секогаш, да ве има во огромен број во оваа денешна дискусија, а за да се подготвиме и загрееме за разговорот со вас, пред се да го погледнеме и прилогот на Срđan Стојанчов. Погледнете. 6 осомничени за уривањето на хотелот Шаран во старата Скопска чаршија добија 30 дена притвор. 4 завршија во домашен притвор, а 1 доби мерки за предпазливост. Двајцата првоосомничени се недостапни и во притвор треба да бидат однесени по апсењето. Поранешни и сегашни функционери се уидисале со други луѓе за незаконски да го урнат хотелот Шаран, кој се наоѓа во заштитено подрачје во старата Скопска чаршија, да го пренаменат земјиштето од изградено во неизградено, за да може да му ја продадат парцелата од 962 квадратни метри во срцето на чаршијата на приватно лице. До продажбата не дојде. Земјиштето се уште е во државна сопственост, но штетата е направена. Историскиот хотел Шаран веќе не постои. Бил урнат во октомври и ноември минатата година. Обвинителството ги товари осомничените дека го оштетиле буџетот за 3 милиони евра. Непознато е што требало да никне на локацијата во непосредна близина на црквата Свети Спас и гробот на Гоце Делчев. На старите воздушни снимки од катастар се гледа дека на локацијата постои објект, но сега е празна. Во имотниот лист парцелата во сопственост на Република Македонија се води како неизградено градежно земјиште. Министерката за култура во синоќешната топ тема рече дека додека градежниот инспектор дошол да го запре уривањето, багерите веќе ја завршиле работата. Таа се надева дека виновниците ќе бидат најстрого казнети. Еден од поранешните директори на Управата за заштита на културно наследство е осомничен, веќе директор, односно еден поранешен директор на градски конзерваторски, тоа што го видов во соопштението на МВР, и за жал и сегашниот директор на градски конзерваторски центар во Скопје, така да јас радувам дека ова ќе се расветли, дека сите што се одговорни, без разлика која функција носат, ќе одговараат пред законот.
Опозицијата реагира дека кадрите на СДСМ и нејзините коалициски партнери се организирани во криминална банда. Неспорна е одговорноста на раководителите на институциите, но неизбежно е прашањето за одговорноста и на другите раководни државни службеници во истите тие институции. Багерите играле токму пред носот на Националниот конзерваторски центар Скопје, кој се наоѓа во црквата Свети Спас, на 20 на метри од урнатиот хотел. Во случајот се осомничени и сегашниот директор Константин Димитров и поранешниот Коле Чапкановски. Осомничен е и поранешниот ВД директор на Управата за заштита на културно наследство Аријан Арсланај. Првоосомничен е поранешниот председател на одборот на директори на акционерското друштво за стопанисување со стамбени деловен простор Мухамет Љамалари. Вторе, човекот што требало да ја купи парцелата, а трете сегашниот директор, а тогашен советник во конзерваторскиот центар Константин Димитров. Осомничени се и поранешен заменик директор и вработен во катастар, 4 сопственици и 1 вработен во градежна фирма. А наред сте вие. 023070005. И една техничка напомена која што постојано ја повторуваме, но мора да е така, со цел одлично да се слушнеме од кога ќе ве вклучат во режијата, се разбере да се намали целосно тонот на телевизорот. Па да видиме, ако веќе го имаме првиот гледач, кои ќе бидат неговите одговори на следниве прашања. Според него или неа, каде потврлија институциите и зошто потврлија, дали има начин да се надополни оваа штета и дали ви се чини дека воопшто и не е грижа за културно наследство. Добро вечер. Добро вечер, дали се слушаме? Добро, ако се уште се очекува некој од вас се разбира да биде вклучен, јас ќе преминам онаму каде што и на почетокот најавив дека треба да продолжите со дискусијата и секако меѓусебно со оглед на тоа што сте следбеници на Facebook профилот на Црвена линија, да учествувате и преку коментари, шернувања и лекнувања. Па еве ќе ви покажам како изгледаме таму, ова важи за оние кои што досега не заследиле, значи заследете не. Ова е пред се ќе почнам со профилот на Телма телевизија, каде што Црвена линија редовно ги најавува темите за кои што дискутира со вас во живо во програмата. Па еве тука е прашањето дали воопшто ни е грижа за културното наследство. Еве го и првите коментари. Александар Ивановски има напишано следно: владата зарем треба да ви каже некој. Цавит Саид напишал: сега ли ви текна последна година да реагирате, изгледа некому му пречат културните наследства. Видете само влезот во старата чаршија, како пред Дауд Пашин Амам, дозволуваат времен карактер, монтажни кафетерии за туристи, непрегледни и многу други неправилности. Како и да се надевам дека многумина од вас ги имаат одговорите кои што ги бараме, па ако имаме гледач, а телефонот веќе звони, ви велам и добро вечер. Добро вечер. Секој е добро, во Црвена линија сте. Дали воопшто ни е грижа за културното наследство? Па можеме и од таму да почнеме. Грижа ни е, но не се грижиме. Некои уништуваат културно наследство. Тоа не е убаво. И последна година не треба да се отвора во... Мислам да се реагира последна година. Треба на време да се реагира. Според вас, зошто навремено не е реагирано? Каде закажа институциите? Та се чуваат фактите во фиок. Така мислам по моје. А според вас постои ли шанса да се исправи оваа штета? Тешко, ама и постои и тешко. А постои ако се вратат парите што се продало, што се взело. Постојат, да. И постојат, ама и тешко. Ако стои некој задник, некој грб, тешко тоа да се надокнади, да се изгради. Така, ако е тоа се, јас
Останува да ви се заблагодарам и секако да поберам од вас да останете со ова издание на Црвена линија и понатаму да не следите со цел да слушнете и после вас што се ќе изјават гледачите. Телефонот продолжува да звони. Ново добро вечер. Добро вечер. Добро вечер. Верувам дека добро се слушаме. Да? Ви се чини ли дека воопшто ни се важни и водиме грижа за културните наследства во земјава? Не, ми се чини. Мислам дека воопшто не се грижиме за нашите културни наследства. Зошто е тоа така? Зошто не се грижиме? Гледачот пред малку рече се грижиме, ама не се грижиме. Не се грижиме затоа што тоа не може поединек да се грижи за културното наследство. Тоа е за државните води. Откако да речеме Старата Скопска царшија е под општинско владение, гледаме дека целата Стара Турска Скопска царшија, како и да ја речеме, е уништена. Значи, комплетно има рушење на стари кути кои што се прават хотели, тоа не всушност хотели, тоа се бордели. Слободно тоа да речем дека се бордели. Според вас, зошто закажа институциите? Па, институциите уопшто не функционираат така. Значи, кај на сегида се дојде на работа, да се последи осмиславате на светле. Никој за ништо не води сметка. Ви се чини ли дека може да се исправи оваа голема штета? Во однос на хотелот сам, сметам дека може да се поправи со тоа што ќе си платат тие што направили штета и ќе се обнови во истот стил како што си бил. Така. Благодарам многу за одговорите. Продолжете и вие да не следите. Одиме понатаму. Добро вечер. Тина. Добро вечер. Во Црвена линија сте. Повелете. Каде подспрвија институциите? Еве каде. И зошто? Зошто? Јас ќе ви кажам зошто. Значи година дена се руши, на некого му пикнаа пари в джеп и ќе чутат. Кој ќе се руши после ќе се расправаме. Слушајќи го излагањето и слушајќи кој тука има смешано прсти, слушавте и вие, нормално е за мене. Па сите овие години ВМРО и СДС на трети партии му е продадоа државава. Ако ВМРО 30%, 70% СДС. Еве зошто. Кој влада и сега во оваа држава? Јасно му е на сите. На сите ни е јасно. И нас, како обични граѓани без школа, ни е јасно. Неќиме техничка влада, СДС вели сакаме техничка. А еве гледачката рече дека е сосема возможно да се обнови оваа штета. Ајде ве молам. Не можете вие нешто да направите како што било. И нема ни да се направи, него тие што решили од албанска националност, тоа е мивно. Тоа е средено веќе. Што се замарате да вратите нешто во живото? Само ја се плашам да не почнат, како е таму лев и десен Вардар, да не почнат да го рушат со ред. Немојте ве молам, немој да се залажуваме. Спија и македонски народе и слушај го што ви кажуваат. Благодарам многу и вам за учеството. Ете, преку дискусија токму со вас се појави едно ново прашање кое што секако ќе продолжиме да го поставуваме, а тоа пред се дали може да се исправи штетата на таков начин што, како што рече една гледачка, е да се реставрира и изгради од поново онака како што изгледал хотелот Шаран. Возможно ли е тоа, еве? Може ли да се надокнади оваа голема штета? Ало? Добро вечер. Дали сум на линија? Да, повелете, на Црвена линија сте. Видете. Во Република Северна Македонија, кога имаме граѓани кои не сакаат да го демократизира општеството, да станеме демократско општество, не се јавува и вакви работи. Кои можат и културното наследство да го поничат фактички. Затоа власта и откри и тие ќе одговара. А зошто цела година, кажете ми, зошто цела една година институциите не забележале дека се работи на терен? И тоа за година дена што ќе забележи? Ова тие го изрушиле, се договориле таму да вадат дело, да идваат документи ваму и го изрушиле. Тоа не е некое мерило.
Мерило е дека ние како демократско општество не сме демократизирани. Гледаш што ни направи во Брисел. Зошто? За 50 луѓе, така ќе речам, не дилери, не разбрани луѓе на чело на наглото, не ќе да го демократизираме општеството и не ќе. Затоа ни се случува и вакви работи. Ако имаше, ќе речеме, некои луѓе кои во тоа водеа сметка, може нема да се случи, ама секако тие се куси периоди кои го изрушија тој хотел. Тоа наследство го изрушија тоа според културно вас, наследство. кажа, институциите не реагираа на време? Ви кажав, тоа е кус период. Тоа е кус период. Тие реагира. Како не реагира кога се јапсат, ќе одговара. Како не реагира? Само тоа е кус период кога тие го срушија и го понисија тоа. Тоа логика. Затоа треба ние прво да се малце Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме. Добро вечер. Добро вечер. Повелете во црвена линија сте. Вака, јас имам многу да зборува, него само на 4 точки. Ово не е културно наследство, него културно насилство. Не само во хотел Шара. Македонија има доста такви места културни наследства. Нека појде министерката за култура и нека ги обиколи, нека ги гледа кај е узурпирано, што е узурпирано. По 2. Плячка не бара шекер да му се дотури. Она е плага сам. По 3. По 3 тоа да ви кажа. Како што ни е бачило, таква и сирење паѓа. Да. Сега, по тој режим сме. По тој режим сме. Ви се чини ли дека ве може да се исправи оваа штета? Да. По 3 точка уште сум, село се гори, баба се чешља. По 4 точка, кај буши пара, бургија неќе. И сега народот нека си гледа и нека се слуша и нека се чуди. Тоа е тоа, ние сме Македонија. Да, имаме време да се натегаме зашто си ти албанец, ја не сум македонец, зашто сум бугарин, зашто сум ово, оно. Благодарам многу за учеството, но вие сте ни редовени гледачи јавувач, но сепак ќе посетам, внимавајте на тајмерот, знаете 90 секунди е време трењето. Удеме по натаму и ќе се навратиме и на коментарите кои што продолжуваат да се создаваат под темата објавена на профилот на Тилма телевизија на Facebook, поточно по темата на црвена линија. Па еве ќе го прочитам и овој коментар на Александар Мицевски кој што напишал за тоа се криви институциите кои го дозволиле тоа и не го заштитиле објектот од пропаст предходно. Бети Златкова напишала дали и колку знаат што е тоа културно наследство. Па и ве прашува и Бети дали и колку се знае во земјава што е тоа културно наследство. Знаеме ли да го цениме? И зошто според вас се ве затаја институциите за да го заштитат објектот? Добро вечер. Добро вечер, Македонија. Добро вечер. Дали оние што сквернаваја наши македонски споменици и тие се наше македонско културно богатство, плюс и тие се спомен обележја за наши херои кои живот давале за тебе, за мене, за нас, сега да сме слободни. Што ги шлакаа со боја, што ги сквернаваја, дали ти имаат чувство за културно наследство? Не, бре, брате, око ним трепнува. Тина, дали знаеш кој е најголемо македонско културно наследство? Името Македонија е библиско свето име. Дали има нешто поголемо културно наследство од името Македонија? Свето име Македонија, идентитет македонски. И тоа го предадоја. Оти нема чувство за културно македонско наследство. Друга работа. Тука во близина рече е црквата Свети Спас и гробот на Гоце Делчев. Така, добро, ве слушаме. Е сега, дали ако таа црква ја сруши оваа власт, дали ќе биде добар чин? Нема да биде така. Е сега, кога ја срушиле 1900 тамо некаде 65 година, црквата Божиот храм во кој многумина се крстили, се венчали, Свети Константин и Елена на площадот во Скопје, дали тоа било добар чин? Што срушиле терористички
црква Божи храм Свети Константин и Елена. И пред 10 години тие исти што ја рушеа, правеа протест, не стилувајте го Скопје. Воно до таа црква ја возобнови до дом на армија. 7 години спречија тука да има молитва, да има венчање, да има крштење на ангелчиња, девојчиња. Дечи, Благодарам за вклучувањето во Црвена линија. Продолжуваме со вас. Добро вечер. Добро вечер. Убав ден да имаме. Најубав ден ви посакувам јас. Благодарам. Па вака, прво ќе кажам, тие што требаше да го штитат културното наследство, тие директно го уништија наследството. Кај нас има една болка. Оно што е старо, не ни треба да го фрлиме во шпајс или по река да замине. Меѓутоа, не ценејќи дека тоа ја покажува историјата, минатото на еден народ, на една земја. Затоа, значи, ми се чини сега треба овие 9, 10, 15, колку се луѓе, може уште неколку да бидат најстрого казнети. Прашате дали може ова да се обнови. Ова може да се обнови однакво како што било, дури и сега ќе има можност да речеме да има поголем век на живење, затоа што ќе се изгради со поквалитетен материјал, значи и ќе има подобар, значи напрешен, но надворешниот изглед ќе биде исти онако како што беше. Али за сметка на тоа, значи да падне на терет на овие кои што го уништија, ако немаат пари, на сметка, ако треба и становите нека си ги продадат, но од нивни средства, зашто тие го срушиле, тие го, значи, го упропастиле и тие треба да го изградат. Ако така направи државата, друг нема да се осуди да уништи историско минато, каде што некогаш некој се сеќа, дали што, значи, одел на ручек, дали одел на венчавка, дали одел некој обред или било што да направи во тој објект. А кај нас, значи, се што е старо, вредно. Ќе подсетам, внимавајте на тајмерот 90 секунди. Повторно ќе ви прочитам некој од коментарите. Билјана Наумовска го има напишано следното. Море затвор е лекот и конфискација на цел имот. Нека не се права дека не знаеле. И нагласува затвор. Шаре Савковски напишал: што да се зборува за држава која своите закони ги спроведува по партиски штабови, каде со цел да се опстане на власт сласт, се продаваат државни интереси, ова со културно наследство е ситна боранија. Ние ве прашуваме во Црвена линија дали воопшто нас како земја ни е грижа за културното наследство, дали воопшто сме свесни за значењето што е тоа културно наследство, дали може да се исправи оваа штета според вас и зошто и каде за таја институциите. Добро вечер. Добро вечер. Се слушаме? Да, повелете. Вака. Културно наследство би имало ако имало културен народ и културни луѓе кои може да го спроведат тоа. Има, како да кажам, некултурни луѓе, тие државното наследство го ништат, државата. Името, постанокот на Македонија е тоа појак од културното наследство. Ајде да речеме, споменици изградиле куќи, плевни, таму она, тоа може да се руши. Ами државата да се руши, наследство што ни останало државно македонско, македонци да бидиме, тоа го рушат. Тоа е стубот, тоа е темелот. А кропчето горе може да се менја. Тие што скрњават тамо што прават. Тие немаат култура, нема осет човечки, људски, нема основ за живот. Тоа е без никаква култура. Тие, што знам, варвари, како да ги наречем, не знам. Проблемот е во самите водачи во држава, тие се некултурни, тие немаат појма што е културно наследство, што е држава, што треба да се прави во државата, како да се чува државата, народот како да се обезбеди. Ова е брука невидена од овие што не водат. СДС од 90-та година уништи све. И тука нема што понатака да зборуваме. Све да се одмери од Шефчиња нагоре, све да се прочисти тоа што е од СДС. Иначе државава ни отиде комплет. Според вас може ли сега да се надополни оваа штета и ве се спомна реставрирање, обнова, изградба повторна? Штета да се... Времето е сепак 90 секунди. Благодарам и вам за учеството. Добро вечер. Ајде, добро вечер. Повелете.
Еден човек од Ѓорче се јава. Види поздраве на Титина. Голем поздрав и до вас секако. Поздрав до сите слушатели, гледачи што се јавуваат и што ќе се јават. Институциите потврдија 30 години. Конкретно за овој случај. Овој случај уште пред 13 години можете вие или вашите новинари да испитат дека имаше проблем со тој хотел што е. Наследство во Турска чаршија. Ја пошто сум од Скопје и следам и знам каде и ме интересира. Значи, кога би имало закон, немаше дојде до оваа работа. А сигурно тие, чими македонци, албанци, си имат искарано нешто и некој накодошил и некој сега пред избори, фативне ние, серијата да се истаи, еве ќе кажеме, ништо, ни ќе ги кажеме Но ништо. еве со месеци се градело, работела механизацијата и никој не реагирал од надлежни. Па тоа ти кажам, значи зар никој не пријавил, не гледало багер таму по сликите што гледаме камионима. Сите ќутеле, сите викале нисам ја одавде, не знам ја ништо. Како не знаеш? Нешто не се има да е договорено околу паричките, некој некого подкажа, има се поени, еве ги фативне кратките. Све дојка не се, како времето на Енвер Хоџа во Албанија, што кажува шофери стари кој ќе се пумпа или нешто дизалица, после 5 дена да се вратиш, никој не ја гиба. Сега кај нас уште долго години ќе го упропастуваме. Така, благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Продолжуваме. Добро вечер. Добро вечер, Секој господја Тина. Да, во Црвена линија сте повелете. Да, господја, да кажам нешто за тоа културно наследство, не се чува. И сега можеме, и вие новинарите, да излезете, да видите во каква состојба е аквадуктот. Аквадуктот од римско време, што е бележлив споменик на град Скопје и многу други споменици кои што биле спришани со наезда на османлиите во Македонија. Кај Сад Кулата бил манастир Свети Ѓорџи. Да сите небригата е голема. А зошто е тоа така? Зошто не знаеме да препознаеме културно наследство, не ни значи ништо, што? Многу убаво знаеме, се трудиме да знаеме, ама таа има и културна мафија. Господјата министерка отиде во Албанија, сега добила 20 икони украдени, а уште 37 икони во Албанија. Таму беше Енвер Хоџа, гледаше што го спомна, таму биле црквите и џамиите претворени во згради за земјоделството таму. А сега ќе ги китат со иконите од Македонија. Сето тоа е власта крива. Власта има точно номенклатура кој споменик е културно наследство. Старата Скопска. Ке посетам само, внимавајте на тајмерот. Како и да е, додека траеме, знаете, секогаш е возможно и пожелно повторно да го завртите нашиот телефонски број. Добро вечер. Добро вечер, Рашо. Многу слабо ве слушаме, би ве замолила многу погласно. Добро вечер. Добро вечер, во Црвена линија. Јас ви кажал за вината на овој настан што случи на Шар е виновна државата, значи Министерството за култура. Второ виновник е општината Чајет, градоначалникот на чело и мафијата. Тие се спомнуваат 3 милиони евра да се извадат по најхитно кај се земени, кој ги дал и да се тоа направи ново. Нема да биде исто, него ќе биде само обележје или копија на истиот ан. Јас сум бил на времето таму ученик во Чаршија и го знам многу добро. Од тие причини албанската мафија градежна тоа го прави. Чим некој дал 3 милиони само за плацот, замислете што ќе тука ќе треба да биде. Граѓаните да се замислат и Министерството за култура да сноси одговорност. Али тоа ќе биде во наредната власт. А да му кажам на господинот од Арачиново,
вчера го слушав само за една реченица, дека зашто сметале албанчињата во Чашка. Господине, нема тамо албанци. Има у Мелница тамо. Тамо нека си... Благодарам многу. Сепак, еве, репликата која што ја дадовте на гледачот кој што и се јавува и кај нас, најверојатно е од некоја друга тема која што ние секако не сме обработувале. Но и секако ќе ви се заблагодарам многу со оглед на тоа што еве ни откривте дека и вие некогаш се сеќававте дека сте оделе токму во тој објект и сте посетувале настава. Како е да е културното наследство е бесценато, од огромна вредност. Тоа го знаат оние особено кои што се стручни, професионални во таа област. Што се случува со земјава која што еве имаме впечаток дека како да воопшто повеќе не се грижи за културно наследство? Зошто е тоа така? Добро вечер. Ало, добро вечер. Повелете. Вака се, зашто се уништува? Па затоа што тоа старо наследство треба се зачува, а и со опозицијата и со изградицата култура со 2014 тоа се дел од културата. Ова треба да го што се уништува, треба да носе кривично дело ова министерката. Али брана се за суди, тоа е се доволно. Додека на промени на судиите не се смена, не за промени на властта и судството, независно имото на судиите, тоа што посекој Мицковски, нема да има напредок. Ништо се така ќе тоне. Ова не е народна влада, ова само уништува, не граде и само се богатува. Независни судии може се да се расчисти имото на судиите. Според вас себе постои ли начин да се надополни оваа штета? Може да се надополни само со промени. Сега ништо не може од ово. Ово се е договорено. Ово го намерно прават, судството е дивно, од 1991 година 600 суди се поставени, се се уништува. Се што македонски, се знае се, села, задруги, цела држава се уништува. Ето е. Со промени на власта судите мора да се сменат и они да одговарат кривично дела. Со Добрила Кацарска Дамишкова 1986 највише виновни се тие власт. И бази сега што поставен од ДУИ. Благодарам многу и вам. Одиме понатаму. Добро вечер. Ало, добро вечер. Секој добро, во црвена линија сте. Па за да добиете одговор на прашањето, ќе треба да прашате кој е газда или кој го купи Меркес. И тогаш ќе видите уште колку објекти се во опасност да се запалат. Бидејќи, не знам дали следите, ресторанот Шар се запали пред година дена две, ми се чини, не ме држете за збор. Дури таму имаме едно убиство на дете, во кругот, уште тој одамна не работи, а кој го рушил и како го рушил, ви реков, прашете кој е газда на Меркес. Бидејќи гледате дека 12 луѓе се приведени, нивни само се експонираат двајца. Директорот на заводот и уште некој таму бивши од Пуинг. Зошто според вас еве институциите ама воопшто не реагирале, а тоа траело? Па виде, па тоа е оне, знаете, тоа е она, затоа што грешката се направи при денационализацијата. Затоа што е полно имоти во чашијата се вратија на ИВЗ и на Македонската православна црква, а носат печат на културни богатства. Дали ме разбирате? И а баш тие институции воопшто не водат сметка за тоа. Затоа што 50% од дуќаните се под контрола на ИВЗ. Не знам, мислам дека и Шар беше исто под нивна контрола, без разлика што носи решение дека е културен споменик, мислам дека они го контролираа, они го нив им државата им го врати, како што им врати државата и на Македонската православна црква имоти. Хотелот изгрев во Струга, да не се лажеме, па сега видите кој го стопанисува. Благодарам многу за јавувањето. Одеме со малку твитер заедницата, еве и таму што се пишуваше. Маунт Мацедон го има напишано следното: се уништува и болничко наследство на онкологија и никој не е уапсен. Брада го има напишано следното: а ликовиве лабаво улетале со багер на објект обележан како под заштита на културно наследство.
Па замисли 11 души некогаш седнале некаде на чај да се договорат као ајбе брат кој ќе примети. Кога на необразован медиокритет ќе му се даде власт у раце, this is what happens, или во превод од англиски, ова е тоа што се случува. А оно што нас ќе ни се случи сега се рекламите, веднаш по нив и резултатите од Instagram Story анкетата. Во овој дел од Црвена линија, она што следува е секако соопштување на резултатите на Инстаграм. Инстаграмџиеве како одговорија на нашето денешно анкетно прашање. Знаеме ли да го оцениме културното наследство? Само со 4% одговорија да, а со не одговорија 96%. Како и да е, ние особено ќе го оцениме вашето присуство не само во Црвена линија, туку еве прво ќе ви се заблагодарам на сите вас кои што земавте активно учество во ова денешно издание, но истовремено и ќе ве поканам заедно со мене се разбира да се префрлите во една друга димензија која што се вика Заврти на Тилма. Таму секако денес ќе ве очекува една фантастична главна награда, се вика Правосмукалка. Јас си ќе ве подготвам за тоа, да биде што е се повозможно да бидат освоени главните награди. Па, драги мои, забележете ги овие прашања кои што секако ќе ги има во квизот за многу кусо време. Ако во хамбургер додадете кашкавал, сендвичот ќе го смени името во... Тоа вие ќе кажете во што. Кои од пештерските украси се издигаат од подот нагоре? Еве и уште некое прашање. Кој плод дава дрвото наречено мечкина леска? И во поговорката лозјето не бара молитва, туку бара, ќе кажете вие. А кога ќе одговорите и точно на цели 3 прашања, бидете сигурни дека денес ќе освоите Правосмукалка. Се гледаме за многу кусо време.